Комуналниот сектор се соочува со сериозни проблеми и бара итни промени. Застарената инфраструктура, слабите капацитети на јавните предпријатија и недостигот од координација меѓу институциите директно го намалуваат квалитетот на услугите. Се погласни се барањата за нов пристап во водниот сектор. Атком на денови на комуналните услуги го актуализира моделот на кластеризација, односно здружување на општини и предпријатија во обезбедување на водни услуги, како можност за поголема ефикасност и пониски трошоци. Меѓутоа се отвараат и дилеми. Дали постои институционална подготвеност, дали се потребни законски измени и колку е примерлив овој модел, а воедно се наметнува како потенцијално решение за надминување на фрагментираноста на системот. Да се видат можностите за различни модели за давање на овие услуги, од аспект на модел на различни функции, модели на различни процеси, модели на регионални предпријатија давање, комбинирани модели, сето тоа кое што може да обезбеди одржливост на секторот на услугите во наредниот период, во зборуваме не годините, децениите кои што одат пред нас. Заменик министерката за животна средина Анела Шковска истакна дека Европската комисија очекува и ние да фатиме чекор со земјите од Унијата и да имаме комунални предпријатија со добар институционален капацитет, финансиски одржливи, со можност за апсорбција на странски средства. Затоа и е прифатен пилот проектот за агрегација, односно спојување во едно предпријатие на повеќе помали од регионот, иако за овој процес се уште не сме подготвени ниту ние, ниту земјите од Западен Балкан. In Macedonia, because it's a relatively small country, you better not use 60 or 70 separate utilities, but maybe 7 or 8 big utilities that can professionalize properly. Through this project, we are preparing the studies and the toolbox to get on that path. Големите регионални предпријатија ќе бидат многу поатрактивни за вработување на младите професионални кадри, горлив проблем на сите јавни комунални предпријатија. Недостасуваат стручни луѓе од типот на градежни хидроинженери, недостасуваат стручни луѓе во делот на оние хортикултурни уредувања на зелените површини и така натаму. Сите тие луѓе кои што имаат своји стручни квалификации и способности, најчесто својата екзистенција ја бараат во приватниот сектор поради најверојатно многу поголемите примања кои што ги имаат таму. Тој кадар кој сме го наследиле недоволно квалификуван кадар иди до недоволна ефективност на тековниот работен кадар. Атком подготви и презентираше документ за политики, сектор во трансформација, позицијата на младите и предизвиците за задржување на кадри. Анализата покажува дека само 2% од вработените во комуналниот сектор се млади. Тоа значи дека голем процент, преку 40% во наредните години се пензионираат. Тоа значи дека можеме да останеме без кадар за одржување на системите, што дополнително ќе го оптовари не давањето на услугите, него целокупниот економски развој на државата. Овој тренд ја нагласува потребата од системски пристап кон привлекување и задржување на млади професионалци. На посебна панел сесија се дискутираше за недоволната практична подготвеност, ограничените можности за стажирање и слабата поврзаност помеѓу институциите и образовните установи, што дополнително го продлабочуваат проблемот со кадарот. Состојбите во секторот укажуваат дека се неопходни координирани политики и долгорочни решенија. Подобрувањето на управувањето, инвестирањето во инфраструктура и вложување во човечки капитал се клучни предуслови за обезбедување квалитетни и одржливи комунални услуги. Овие прашања стануваат централни во стручната и институционалната дебата, со јасна порака дека без суштински реформи и заедничко делување, предизвиците во комуналниот сектор ќе продолжат да се продлабочуваат. Во рамки на денови на Атком се организираше и техничка изложба на компании за комунална опрема.